14 часа 27 минути продолжуваме со свежиот воздух. Направивме една кратка пауза додека да се сместиме овде за закажаното интервју. Може би малку да отстиме, меѓутоа долу студентите на предавањето на Милчо Манчевски не можеа така лесно да го пуштат, имаа низа прашања, па дури моравме на момент да ги прекинеме за нормално да дојдеме овде на закажаното интервју. Најпрв, господине Милчо Манчевски, исклучителна чест ни е што сте овде во Универзитетското радио. Добре дојдовте. Добре ве најдов и мене ми е многу мило што сум тука на Гоце Делчев. Така, би сакале, значи, да го започнеме интервјуто со една вест која што вчера ја добивме, тоа се прошири низ нашава Македонија, дека филмскиот опус на Милчо Манчевски ќе се прикажува во Тајланд некаде од наредната седмица. До кога сте вие во Македонија, ќе одите таму да видите што ќе прикажуваат од вас во Тајланд? Исто на универзитет некои представуваат. Да, на универзитетот во Банкок не може човек ништо да скрие од вас. Да, таму ќе има представување. Мислам, ова прилично често се случува, не во Банкок, туку прилично често се случува да има представување или по некој од моите филмови, или како што е сега случајот на целиот опус. Ова се случува во Банкок, ќе биде, што се однесува до мене, тоа ќе биде разговор, предавање многу слично на ова што денеска го имавме во Штип, со тоа што на ова во Банкок ќе бидат студенти на филмската школа при универзитетот, како и професори, и тоа ќе биде еден разговор во кој ќе се разменат конкретни искуства по прашање на работата, технологијата на правење филмови, естетиката во моите филмови, како они ги доживуваат, конкретни прашања што они ќе ги имат. Ова не е прв пат, мислам, сите мои филмови се некои повеќе, некои помалку дистрибуирани на далечниот исток. Беа во Јапонија, беа во Јужна Кореја, во Хонг Конг, Сингапур, Тајван, не знам, мислам, по целиот далечен исток. Така да ова многу интересен куриозитет е, например, што плакатите што јапонците ги спремаат за моите филмови, секој се различни од оној генералниот плакат кој го следи филмот во генералната меѓународна дистрибуција, и морам да признам дека се секогаш поинтересни, поинвентивни, побогати, визуелно побезобразни. Така, кога сме веќе на студентско радио, кога зборуваме во етерот и кога наша таргет група се студентите, би сакала јас да ве прашам кој бил Милчо Манчевски пред дождот, бидејќи на македонската јавност многу не е познато тоа што вие сте правеле пред тоа, особено да се посветиме на вашите студентски денови. Како вие го поминавте студентскиот живот? Каде го поминавте студентскиот живот? Како ви помина тие тинејџерски години? Па вака, јас гимназија заврши во Скопје, Горце Николов. И тоа беше еден многу интересен период. Страшно многу се работеше, многу се учеше, една страшно амбициозна гимназија. Имавме нов директор кој беше и строг и амбициозен, Јован Шарац. Јас бев првенец на генерација, тоа се згазив од учење. Сакав да студирам филм на сугестија на една моја професорка од гимназија, Олга Пешевска, и се обидов да се запишам на студии во Лоѓ, на Филмската академија во Лоѓ. Они ми рекоа дека треба да чекам, не знам административно, додека они ме примат, не знам. Додека чекав, јас се запишав на Историја на уметност со археологија во Скопје. И во меѓувреме ме примија на Филмска академија во Илиноис, државата Илиноис, во Карбондел. Тоа е некаде во средината на Америка. Најголем град на Илиноис е Чикаго, меѓутоа јас не бев во Чикаго, бев некои 6 сати јужно од Чикаго, многу поблиску до Мемфис и Сент Луис. И отидов таму затоа што они има добра филмска школа и затоа што ми дадоа стипендија. Врз база на мојот успех и врз база на тоа некое искуство, мало искуство што го имав во пишување за филм и во работа на филм, добив стипендија за првата година, со тоа што морав понатаму да ја оправдувам секоја година со одржување на висок просек. И сега сакал некил, нели, ќе си продолжиш, ќе си учиш. Добар дел од предметите беа стручни, меѓутоа
барем во времето кога ја студирав во Америка, мислам дека се уште горе-доле исто, на додипломски студии, предметите се делат во три групи. Една третина се стручни предмети, една третина се предмети кои се од општо образование, општо знаење, значи англиски, природни науки, во кои спаѓа и, не знам, малку математика и така натаму. И третата група се изборни предмети кои не смеат да бидат поврзани со стручните предмети. Значи те стимулираат како млади интелектуалец да доаѓаш во контакт со други знаења, со други области и така да се збогатуваш. Јас земав историја на джез, видови на азиски религии, не знам, современа азиска економија и така, мислам, работи кои нема никаква врска со филмот и многу ми е драго што тогаш ги учев. Така да една година студирав во Скопје, потоа бев во Карбондел, таму дипломирав и тоа беше многу интересно, страшно интересно. Филмската школа беше една многу активна филмска школа, работевме, све беше hands-on и се негуваше експериментален филм и тоа ми остана се уште. Кои се вашите впечатоци од оваа идеја месец на македонски филм кој што започна со 4 ваши филми овде на Универзитетот Гоце Делчев? Па мислам дека одлична идеја. Мислам дека одлична идеја прво што се прикажуваат филмови, што има активности на универзитетот, на кои доаѓаат луѓе кои се од надвор од универзитетот. Значи тоа станува еден центар, едно тежиште кое привлекува луѓе кои сакаат да размислуваат, кои сакаат да се бават со својата глава. И тоа значи не е само едно место каде што се оди за предавање, за испити, каде што добиеш диплома, чао, пријатно, него едно место каде што интелектуалниот живот е централен и каде што се мешаат студентите со професорите, со луѓето од заедницата, со луѓето од градот. И од ова моје многу кратка посета на универзитетот го добивам баш тоа чувство. Од каде со работката, како почна? Ќе продолжи ли? Па дали ќе продолжи, ќе видиме, се надевам. Мислам, јас и сум и не сум тука во Македонија, доаѓам па патувам. Соработката произлезе од проекциите на мајки. Манаки филм организираше, е дистрибутер на филмот, првин во Скопје, потоа низ Македонија. И проекциите во Штип беа на универзитетот и Манаки филм беше страшно задоволен од соработката. И тоа ми го пренесе и јас се израдував што постои едно вакво место како што го опишав, како нели, да кажеме, Свети Климентовиот универзитет не сидело таму за диплома, него сидело затоа што имало нешто конкретно да се научи, затоа што станало интелектуално жариште на тој дел луѓе иделе, прво ќе отиде за лек, ќе отиде за молитва, потоа ќе му се допадне тоа што се случува и ќе се прошири. Јас немав нигде гостување во Македонија, ама овде решив да дојдам за да го поддржам универзитетот поради тоа убаво искуство што Манаки филм го имаше во прикажувањето на филмовите на универзитетот. Ние сме ви благодарни на тоа што дојдовте овде на Универзитетот Гоце Делчев. Се трудиме Штип да го анимираме максимално културно, бидејќи некако културата како да згасна последниве години во нашиот град. Па ние благодарение на мултимедијалниот центар кој што го имаме овде, промовираме филма, донесовме и дел од театарот за деца и младинци, некои представи, па така да ја збогатуваме културната активност во градот Штип. Кога сме кај вашето последно филмско остварување Мајки, дали сте задоволни од тоа како поминува филмот на пазарот, каде се досега е прикажуван низ зимите во светов? Па јас сум многу задоволен. Прво, задоволен сум од тоа како самиот филм излезе. И за еден автор мислам дека е тоа најважна работа. Околу тоа како филмот поминува онаму каде што се прикажува, можам да ја го кажам следното. Филмот имаше светска премиера на фестивалот во Торонто, тоа е најголем фестивал во Северна Америка, фестивал од А категорија.
Таму филмот го виде селекторот на програмата Панорама од Берлинскиот филмски фестивал, кој нели е еден од апсолутно трите најважни фестивали на светот, Берлин, Венеција и Кан. И он го покани филмот. Тоа подразбира дека филмот не би требало никаде да игра на друго место, додека не ја доживее својата премиера во Берлин. Обично, филмовите што се канат во Берлин, никаде на друго место не играле туку. Меѓународната премиера е баш во Берлин. Во случајов ние веќе бевме на поканети во Торонто, го прикажавме филмот таму и самото тоа што Берлин не покани и покрај тоа што филмот веќе има играно на друго место, беше еден голем комплимент. По пропозициите филмот смее да игра во матичната земја, меѓутоа во принцип не би требало, не би смеел да игра никаде на друго место. Ние го имавме таксано да игра и во Бразил, на фестивалот во Сао Пауло, затоа што имам соработка со нив, сите мои филмови таму имаат играно и сум задоволен од тоа како тоа тече и они ни дадоа дозвола како исклучок фестивалот да игра во Сао Пауло, меѓутоа да не игра никаде на други места до премиерата во Берлин. Премиерата е закажана за февруари, значи за време на филмскиот фестивал и дури после тоа филмот ќе игра на други фестивали и во редовна кинодистрибуција и телевизиска дистрибуција низ светот. Моето искуство до сега е дека моите филмови имаат играно на страшно многу фестивали, на некои 200 фестивали по светот и се дистрибуирани во 50 на земји во редовна кинодистрибуција, што е за филмови кои доаѓаат од една мала земја со една миниатурна кинематографија и со еден многу малку слабо познат јазик, огромен успех. Истите нели филмовите потоа имаат играно и на националните телевизии или на приватните телевизии. Значи ние очекуваме филмот после Берлин да го повтори на свој начин она што се случуваше со претходните мои филмови, значи да игра на еден куп фестивали и да биде дистрибуиран во некои земји. За сега ние имаме нешто покани, најголем дел од поканите ќе дојдат во Берлин. Оние покани што ги имаме до сега се за фестивали во Италија, Америка, Индија, Полска, Бугарија, Турција, Србија, Кореја, Белгија и така натаму. Значи филмот ќе си патува, ќе си има свој живот следниве 2-3 години. Така, во една прилика изјавивте уште кога започнаа промоциите на филмот дека да правите филм без да има каде да го прикажете како да правите супа во дупнато тенџере. Задоволни ли сте од кинодејноста во државата? Кој е вашето мислење воопшто за оваа дејност? И дури имаше информации дека сте изјавиле дека нема да го прикажувате филмот во Македонија. Па вака, да тргнеме од крајот. Таа информација е, ако е така пренесена, погрешно пренесена. Она што јас го реков е дека ако во Македонија веќе не постои вистинска киномрежа, подобро е филмот да не биде оправдување за продолжување на ваквата состојба, да не биде еден смоквин лист со кој ќе се покрива фактот дека во Македонија киномрежата е витосана, туку да воопшто и да не се обидуваме да го прикажуваме во кино, туку да иде директно на DVD и на телевизија. Значи, знам дека имаше некои искривени или дури злонамерни толкувања на тоа, не дека филмот ќе бидеускратен на македонската публика, туку напротив, ќе оди директно на телевизија. Што се однесува до киномрежата, мислам на сите ни е јасно дека состојбата не е многу убава. Еве, како илустрација, кога јас бев дете во Скопје имаше 16 кина. Денеска има 2. Мислам дека во целата држава во моментов има само 3 кина кои функционираат редовно, значи имаат редовна кинопрограма на 35 мм, значи на оној што е нормален технички светски стандард. Има сигурно неколку причини зошто сме дошле во оваа ситуација. Една од тие е пиратеријата, друга е сопственичките односи на просторите во кои беа сместени тие кина, трета е како се менаџирани кината, како се менаџирани градските кина во Скопје, пошто тоа е дејност која мора да се одржува, мора страшно многу да се работи на тоа, не може само да се пушти филмот и да чекаш да дојде публиката. Ние направивме еден голем креативен компромис со тоа што се сложивме филмовите низ Македонија да играат на дигитални
проекции, а не на филмски проекции, како што е нормалниот технички стандард. Со тоа се губи на квалитетот на филмот, сликата не е толку добра, тонот не е толку добар и во принцип постои можност да има технички проблеми. Меѓутоа сметавме дека е многу важно филмот да игра и низ републикава, што повеќе луѓе да имаат можност да го видат, дури и во услови кои не се перфектни. Како и дали ќе се поправи ситуацијата со киномрежата во Македонија, јас не можам да ви кажам за жал, би сакал да зависи од мене, ама тоа е макотрпна работа и тоа е работа која скапа работа. Само во принцип мислам дека киносали опремени со 35 милиметарска техника и добар менеджмент на тие киноприкажувачи се неопходни како еден сегмент од културата. Не можеме сите филмови да ги гледаме на DVD, не можеме да излегуваме само во кафеани. Да, дефинитивно. Филмот Мајки навистина предизвика реакции, крена прашина, имаше и позитивни и негативни критики, а уште на почетокот по излегувањето на филмот се протолкува како еден вид на критика на општеството. Како вие ќе го опишете тоа, како вие го доживувате тоа? Па не може да се критикува цело општество. Да. Филмот е, прво, мене не ме интересираат како автор, нити пораки, нити критики. Тоа им го оставам на луѓето кои професионално со тоа се бават, значи на новинари, политичари, колумнисти, аналитичари и така натаму. Во крајна линија на секој интелектуалец. И јас како интелектуалец можам да го кажам моето мислење за различни појави во општеството. Значи, основно што ме интересира во создавањето на уметничко дело, во создавањето на филм е емоцијата која ќе се пренесе од авторот до гледачот. Секундарно покрај таа емоција е она што вулгарно се нарекува порака. Да. Дали е критика или не е критика. Филмов е мрачен. Филмот се бави со аспекти на човечката природа кои не се убави, меѓутоа се вистински. Тоа е она нешто што се случува, што е околу нас, што сите не загрозува и мислам дека треба со тоа да се соочиме и треба да диламе со тоа, да се справуваме со тоа. Има споредби каде што оној мрачен свет кој Мајки го обработува се споредува со мрачниот свет во нешто што Гоголј, например, го обработува или не знам со Злосторство и казна на Достоевски. Доколку една трагедија или една мрачна слика е консеквентна и чувствата што ги побудува се комплексни и доколку ме наведува да размислувам и да разговарам и да се ангажирам, да бидам engaged, мислам дека е тоа позитивно. Она што ако веќе сакаме да зборуваме на тој начин, или критика, не критика, што критикува филмот, она што филмот го критикува е односот кој го имаме едни кон други. Како ние се однесуваме кон ближниот свој, колку тука има лошотија во крајна линија, колку има злоба, колку има невини жртви, а покрај другото и како функционираат системите, институциите во општеството. Дали они функционираат онака како што би требало да функционираат и ако има куршлуси, кај се тие куршлуси, од каде доаѓаат. Значи, како се однесуваме едни кон други, како се однесуваме во системот и како системот се однесува кон нас. Така, пред малку спомнавте на предавањето дека дел од сцените се реални, дури и играните сцени се реални. Секој различно си го протолкувал филмот од она што можев да слушнам доле од публиката. Дали филмот е и во која мера автобиографски? Не е автобиографски воопшто. Со тоа што мислам дека секое уметничко дело содржи едно парче од авторот и тоа парче обично не е буквално автобиографски, нели, роден таму одел во школа, се дружел со овие луѓе, патувал таму, туку е едно доживување на светот околу авторот. Така да мислам дека во она право значење на зборот автобиографски не е автобиографски.
Ова е еден онака класичен европски авторски филм, кој се обидува во својата форма, значи во својата структура, да биде иновативен, и тоа е постигнато со ова директно сукобување на играниот и документарниот дел, кои немаат никаква наративна врска еден со друг во едно и исто дело. Така, овде на Универзитетот Гоце Делчев на стартот на месецот на македонски филм беше прикажуван и филмот Пред дождот, тој голем, тој прекрасен филм. Забележав дека филмот по форма е некако сличен на Мајки, дури има и некои сцени кои што ме потсетија на Мајки. Дали е тоа така, зошто е тоа така? Па, така е, и така е од 2 до 3 причини. Една е затоа што едниот и другиот ги работил исти автор, и дури и не сакајки, ќе има допирни точки. Нели, кога ќе гледате слика од Матис и кога ќе видите друга слика од Матис, знаете дека ќе направил истиот автор. Се препознава. Да, и тоа е убавината. Кога ќе одгледам филмот Фасбиндер, например, дури да ми е досаден, мене ми е мило што сум поминал 2 сати со еден таков интересен човек, со еден таков богат лик како Фасбиндер. Втората причина е што двата филма имаат слична формална намера. Значи, они се повикуваат на структурата на делото само. Значи, не создаваат комплетна илузија, односно, создаваат илузија, ние гледаме филм, нас не понесуваат ликовите, не понесува приказната, не понесуваат емоциите, а на крај авторот не наведува да се свртиме за 180 степени и да го погледнеме делото само што го гледаме, значи да го погледнеме фактот дека гледаме филм, дека гледаме филм во 3 дела или дека гледаме документарец. Значи, правиме една рефлексија, едно размислување за самото дело. Значи, кога држиме книга, не само материјалот што го читаме внатре, туку и фактот дека држиме книга која има корица, која има листови, која има букви. Значи, тоа е еден експериментален структуралистички пристап кон уметноста, во случајов кон филмот, со кој се заразив уште на Филмска академија во Карбондел пред 1.000.000 години и кој се уште ме интересира и со кој се уште работам. Разликата меѓу Пред дождот и Мајки има многу разлики. По прашање на структурата на филмот, една од разликите е што Мајки е малку по-радикален, со тоа што трите приказки не се поврзани во поглед на нарацијата, на приказката, и што една од нив е документарна. Рековте не се поврзани, а каде е сличноста на трите приказки? Има сцени и ликови кои што се провлекуваат во трите приказни, дури онаа сцена со слончето се провлекува во втората и третата приказна. Каде е тука сличноста и врска? Да, има 2-3 мали сценички кои се само како мали карики кои ги поврзуваат и кои немаат некој поголемо, пошироко значење, туку се повеќе прашање на игра. Поврзувањето е во атмосферата, значи тонално, во тонот на филмот. Сите три приказки се на некој начин со сличен тон, односно тонот кој почнува релативно лефтерно и станува малку поемотивен за на крај да биде ептен тежок внатре во утробата, значи имаме една консистентност во тоналната намера, во намерата на тонот. И вториот елемент кој ги поврзува трите, значи вториот аспект кој ги поврзува трите е темата. Значи они се тематски поврзани, не тематски како порака, како нешто што може да се срочи во два збора, туку сите се обидуваат да размислуваат. Значи, сите три дела се обидуваат да размислуваат околу прашањето на тоа како се однесуваме едни со други, околу прашањето на невини жртви, околу прашањето на жртви во принцип. Кога сме кај овој филм, некако на крајот на филмот, да застанеме кога ги прикажувате двете деца превртени. Дали тоа значи, или барем јас така разбрав, дека нашата младина е превртена, дека светот е превртен, дека нешто се случува во светот превртено? Па, јас ја немав таа намера
кога го ставив тој кадар во филмот, меѓутоа го прифаќам тоа како толкување. Намерата е многу конкретна. Едното девојче го снима другото на мобилен телефон, а ова е легнато на грб и логично е дека начинот на кој ќе го сними ќе биде наопаку. Тоа беше една визуелна игра, ама вистина е дека еден куп од општествените вредности за жал се превртени или се превртуваат. И доколку така се свати доколку ова е дел од начинот на кој филмот се сваќа, јас тоа би го прифатил. Затоа што за пуно работи ред е малку да се свестиме. Така, дел од негативните светски критики беа дека филмот е сплет на недокрчкани идеи. Кој е вашето мислење? Мислите ли дека премногу простор оставате на публиката да ги поврзе работите, оставате недоречени работи? Па не, вака. Прво, ова зашто зборувате е една конкретна критика. Да. И интересно е што кај нас таа една конкретна негативна критика во македонските медиуми беше пренесена на насловни страни, а сите други, имаше повеќе позитивни критики од светските медиуми, беа пренесени негде позади кај крстословката. Таа конкретна забелешка е од Variety. Variety е како што го нарекуваат, нели, Библија на шоу бизнисот и тој е весник кој се бави со бизнисот, значи со бизнис аспектот на филмот, многу помалку со креативниот филм или со иновативниот или инвентивниот филм. И тоа и се гледа и по нивните рецензии, значи нив ги интересира филм со Бред Пит, а не европски филм. Да. И како таков јас не ни очекував многу повеќе, мислам сите мои филмови ги напаѓаат, а после ретроградно ги фалат. Она што прашувате дали е премногу простор оставено на гледачот, мислам дека не е. Мислам дека филмскиот гледач за жал многу често се подценува и многу често е третиран како будалесто дете. И дека не треба се да биде преджвакано и сварено и дека апсолутно постои публика за интелигентни филмови кои бараат ангажман, бараат вклучување во уметничкото дело. Во крајна линија, различни филмови за различни публики. Апсолутно нема шанса еден филм да ја задоволи целата публика, секој гледач, нели? Некој сака плавуши, некој сака црнки. Така, ме интересираше за актерите, дечињата во филмот, како се избрани? Многу одлично глумат. Па вака, се слагам дека фантастично глумат, одлични се и Емилија и Емилијана. Ова беше еден страшно долг процес на избор. Кастингот на децата го правеше Маја Младеновска, помлада колешка од Охрид, која почна со кастингот на децата некаде во јуни лани и го заврши некаде во септември. Ми се чини дека во првиот круг беа предложени околу 1000 деца. После тоа го сведовме на околу 150, па потоа, не знам, беа некои 50-тина, па 10 и така натаму. Значи имавме, како и обично, повеќе кругови. Со деца е многу специфично, многу тешко да се работи. Нели викаат дека за филм само среќа може да те спаси кога работиш со деца, со вода или со животни. Затоа што тука никогаш не се знае, нема контрола. И Емилија и Емилијана обете се страшно талентирани, се страшно професионални. Имаше ситуации кои ќе направиме по еден или два дубла и тоа е тоа, направено е. Мислам дека и работата што Маја ја направи со нив беше перфектна. Ние, значи, поминавме низ некои 6-7 круга на кастинг, на крај ги избравме нив двете. Потоа седнавме и правевме проби. Пробите траеа, не знам, секоја сцена ја работевме по половина ден, ми се чини. И прекрасно беше после првата проба. Завршивме со пробата и Милијана по малото девојче ми приоѓа и вика, јас сум многу задоволна од оваа проба. Добре, и ти да бидат задоволни.
Кажете ми каде наоѓате инспирација, во што наоѓате инспирација да творите? Дали просто ви доаѓа идеја и си велите еве сега ќе правам филм или случајно можеби седејќи овде ви доаѓа некоја идеја и почнувате да правите? Па стално има некој процес, некој влез-излез и на идеи, и на намери. Оние што се поабстрактните идеи, обично ги процесирам во фотографии или во некои кратки пишани цртици, а оние што се понаративни и покомплексни на крај завршуваат во филм. И филмот е една прилично кабаста и сложена играчка, треба по најмалку 2 години, најмалку. Ако човек има среќа да се направи филм, да не збориме за тоа колку многу пари и многу други луѓе требаат. Не знам, тоа се обично формални идеи. Идеја, нели, 3 дела, еден да биде документарен, или да работиме лажен документарец, или да работиме приказка за раскажувачот на приказки. И после тоа се збогатува, приказната е најлесна за мене, се збогатува со ликови, еднаш кога ликовите ќе бидат тука, веќе имаме месо и на крај доаѓа визуализацијата на тоа. Влез-излез на идеи има цело време, само прашање е колку од тие идеи може човек да извлече и да каже еве на ова и се посветам, затоа што во животот ќе направиш 5, 10, максимум 15 филмови, значи на што сакаш да посветиш 2-3 години од животот. Така, публиката долу ве праша истото прашање, меѓутоа ајде да одговориме и за пошироката публика. Што е следно што подготвувате? Имате ли некоја следна идеја на што ќе наликува таа? Ќе биде ли во овој контекст? Последнава идеја исто така има една формална играрија, меѓутоа е на некој начин поедноставна од овој филм. По-комерцијална? Па не би рекол по-комерцијална, мислам, мене комерцијален филм не ми е многу битен, затоа што тоа е веќе бизнис, тоа е друга работа која мене не ми е толку интересна, мене ми е интересно на гледачот да направам да му биде малку топло околу срцето. Тие 2 сати или следниот ден кој ќе се сети на филмот. Следнава идеја е сега во раните фази, само околу 2 странички идеја, ќе видиме колку брзо ќе созре за да стане сценарио и колку долго ќе треба за тоа сценарио да стане филм. Не знам каде ќе се работи, она не е врзана за простор, може значи било каде во светот да се случува, затоа што се тоа односи меѓу луѓето кои се универзални. Веројатно негде другде во Европа ќе се работи, не знам. Мислам, тоа е се уште многу рано да се одлучува. Така, до следниот проект, мене лично ќе ми стои една грудка овде во градите од вториот дел од Мајки. Некако многу напнат ми беше, многу тешко го сварив, меѓутоа ми остави многу убав впечаток, целиот оној пейзаж и целата слика и фотографија. Верувам и нашите слушатели, нашите гледачи, сите кои што го погледнаа филмот, бидејќи имаше многу заинтересираност и издвоиле по некој впечаток од филмот. Господине Манчевски, 15 часот е едно убаво интервју произлезе од вашето гостување овде на Универзитетот Гоце Делчев и во студентското радио. Многу сме ви благодарни на доаѓањето ваше овде. Се надеваме дека секој следен проект ќе го промовираме овде, ние ќе ги пратиме вашите успеси. Верувам дека понатаму ќе ја предлабочиме соработката. Така да ви се заблагодарувам што дојдовте. Во некоја нова прилика се разбира повторно ќе бидеме заедно, ќе се дружиме. Се надевам и јас. Фала многу. Тоа беше Милчо Манчевски, интервјуто на Универзитетското радио. Ние сме многу благодарни, исклучително чест и задоволство ни беше што беше тука. Останете со нас.